И господа, почитувани граѓани, почитувани медиуми, Zonja Zotrin, платформа 100% посветени за тебе, со фокус на правдата, безбедноста и одбраната. Чест ни е што со нас ги имаме денешните соговорници од овие клучни три ресори, кои како раководство играат клучна улога во насочувањето на овие меѓусебно поврзани сектори. Zonja Zotrin, тендеруарчите. дами и господа, почитувани граѓани и медиуми. Денес продолжуваме со шеста поред платформа 100% посветено за тебе, со фокус на правдата, безбедноста и одбраната. Чест ни е што со нас ќе ги имаме денешните соговорници кои се од клучни ресори, како раководство играат клучна улога за насочување. Криминалот и корупцијата, правдата, поеднаква за сите, одбрана и армија во служба на граѓаните и државата, можеме да кажеме дека се трите столба на оваа влада. Секогаш во сршта на недовербата на граѓаните кон системот и политичарите во целина се токму високото ниво на криминал и корупција и правдата, која во многу ситуации, многу години наназад била заменета со неправда. Луфт е па компромис. Безкомпромисната борба со криминалот и корупцијата, правда е подеднакво за сите, одбраната и армијата во служба на граѓаните и државата. Можеме да кажеме дека се трите столба на оваа влада. Секогаш велиме дека недовербата на граѓаните кон системот и политичарите во целина се високо ниво на криминалот и корупцијата и правдата, во која во многу ситуации била заменета со неправдата. Тебе. Денеска ќе зборуваме токму на овие теми. Ќе дебатираме за затакнатите состојби, за тоа колку време е потребно истите да се надминат и кој е најправилниот начин за ова да биде минато. Иднината да се заснова на ред наместо безредие, на правда наместо неправда и на силна и почитувана армија наместо девалвирана и понижена. Ценам дека од нас можеби овој вовет е доволен. Ќе започнеме веднаш со дискусија. Прво, дозволете ми да ве поздравам. Добар ден за министерот за внатрешни работи, за државниот секретар во Министерството за одбрана и за министерот за правда. Министре Тошковски, ќе започнеме од вас, затоа што ценам дека темата за криминалот и корупцијата е едно од прашањата кое што е најважно и кое што на сите анкети се појавува како прв одговор дека се очекува да биде реализирано и намалено од оваа влада. Какви беа состојбите кои што ги затекнавте во ова и што е поразлично во однос на пристапот кој што го има оваа влада и механизмите за справување со криминалот и корупцијата? Повелете. Благодарам на прашањето. Благодарам на можноста да продискутираме за сето она кое што е од интерес за јавноста и особено од интерес за доброто на македонските граѓани. Јас сум секогаш брутално искрен и слободно можам да кажам дека она кое што го начекав како фактичка состојба во рамки на Министерството за внатрешни работи, особено во делот на превземањето на функцијата во рамки на техничката влада, можем да кажем дека беше со еден збор вака една катастрофа. Катастрофа од многу аспекти, функционалност во работењето на Министерството, состојбите во кои што се наоѓавме како Министерство, хаосот со пасошите да не го истакнувам на јавноста, многу добро познат. Буквално, народски кажано, не се знае кој јаде, кој пие. И кога начекувате една таква круцијална институција, во таква состојба каква што ја начекав јас, навистина тешко е да дојдете до вистински резултати кои што на крајот на денот треба да резултираат со борба против висока корупција и организиран криминал. Но, за среќа, мислам дека тоа е на очиглед на јавноста и на очиглед на македонските граѓани. Покажавме дека дури и за овој краток временски период, дури и со овие ресурси со кои што располагаме, покажавме дека на крајот на денот можеме да видиме еден одлично сработен предмет, каде што еден врховен судија и еден член на Совет на јавни обвинители повеќе не се дел од еден рекетарски систем кој што институционално си го граделе многу години наназад,
И со правосилна пресуда, тоа е многу битно, многу е битно да се потенцира дека со правосилна пресуда повеќе не се дел од институциите и нема да ги рекетираат македонските граѓани во иднина, односно Врховниот судија е осуден на казна затвор од 3 години и ја издржува, а членот на Советот на јавни обвинители повеќе не е дел од таа институција и го трпи јавниот прекор кој што го има и го заслужува. Во изминатиот период, иако краток, мислам дека со спроведување на во една недела имавме 2 доста сеопфатни акции под раководство на обвинителството за организиран криминал и за борба против организиран криминал и висока корупција. И тоа едната беше на територија на Југоисточна Македонија, каде што неколку царинарници на крајот завршија и во притвор, кои што, злоупотребувајќи службената положба и овластување, повторно се богателе незаконски на грбот на македонските граѓани и таа постапка видовме дека може да се истера во делот на нашите надлежности максимално професионално, максимално целесобразно да речам во делот на кој што го сторивме до сега. Ден потоа или 2 дена потоа имавме на доста голема сеопфатна акција во југозападниот дел од Македонија, каде што беше сузбијана на криминална група која што доста години харала во тој дел од Македонија и била насочена кон криминал кој што е поврзан со нелегално тргување со дрога, трговија со луѓе, перење пари и така натаму. И каде е разликата од претходно? Од претходно, кога беа спроведувани таков тип на акции, каде што беа осомничени и требаше да бидат превземени одредени процесни действија спрема, да речеме во конкретнава ситуација имаше, мислам дека некаде околу 13 или 14 луѓе за кои што беа превземени мерки согласно закон, односно од страна на судиот претходна постапка сега изречен притвор. Претходно, на јавноста многу добро познато е дека првите 5 души од листата, случајно или не случајно, баш тогаш оделен одмор, остварувале одредени други права и така натаму, и секогаш првите 4-5 души ги снемуваше од процесната постапка, па некои одговараат тамо, 6, 7, 8, незначајни во рамки на целокупниот процес, а овие кои што се најкруцијалните ги снемуваше. Тоа сега не се случи. И да речеме дека Министерството за внатрешни работи треба да биде гордо заради тоа што информација која што ќе доведе на крајот на денот до злоупотреба, односно оние највиновните да избегаат, сега не се случи. И оние кои што се први осомничени во рамки на ранглиста, да речеме така, утврдена од страна на обвинителството, се таму ќе има местото. Значи, разликата на тоа како било и како е огромна. Се радувам и драго ми е што едно од позитивните работи кои што морам да ги истакнам во рамки на Министерството за внатрешни работи е дека се уште има луѓе кои што си ја сакаат Македонија и луѓе кои што се професионалци и сакаат да работат за интересите на оваа држава. И тоа е она кое што ќе треба да биде и позитивен сигнал и до македонските граѓани, односно со професионална, честна работа, посветена работа, докажавме, дури и за овој краток временски период, а особено во иднина ќе следи јавноста, дека предмети кои што се од висок интерес ќе бидат процесирани соодветно во рамки на законски утврдена постапка и конечно криминалците ќе бидат таму кај што им е местото, а институциите ќе се ослободат од луѓето кои што не им мислат добро на оваа држава и кои што ја злоупотребувале оваа држава за свој личен интерес. За почеток мислам дека е доволно. Благодарам, министре. Венера, повеќе. Да, јас имам едно прашање, министре, за да зборуваме за реформи, ни треба да зборуваме и за конкретни проекти. Јас тука би се надоврзала со системот Safe City.
долго очекуваниот систем. Дали можете да ни кажете некоја информација до каде сме, кога граѓаните можат да ги очекуваат тие првите резултати, како ќе биде ефектот и така натака? Safe City е систем кој што е многу важен за Македонија, да биде ставен во функција во делот на сето она кое што е поврзано со сообраќајна култура во иднина. Морам да кажам дека добро е што претходните влади ја отпочнале постапката за набавка, поставување на камери и така натаму, софтверски решенија, се со цел за да еден ден можеме да го имаме овој систем во употреба, но македонската, балканската секогаш е, нели има но некоја, но наместо да направат стратешки план, како ќе го стават тоа во функција, наместо да ги засукаат ракавите и да седнат да работат, наместо да утврдат кои закони треба да се сменат, во кој дел треба да се сменат, кои процедури треба да се утврдат, каде точно треба да се имплементира како решение, како ќе процесуира тоа на крајот постапка. Казните кои што ќе се изрекуваат, ќе се доставуваат препорачана пошта, нема да се доставуваат, на телефон ќе ги доставуваме на луѓето, на мејл ќе се доставуваат. Која е бројката која што ќе се процесира? Ќе може ли да одговори судот на предизвикот да постапува по, не знам, 30, 40, 50.000 предмети на месечна основа? Сега, за сите овие прашања да се разрешат и да се даде одговор на нив, треба некоја седни да работи. Факт е дека овие претходни многу не беа познати по тоа дека сакаат да седнат и да сработат нешто. И морам да признаам, вака да бидам искрен, дека во рамки на техничката влада, информациите кои што беа доставувани до мене беше: министре, не се сеќавате, го тераме процесот, набавката е направена, камерите се стигнати, се ќе биде кој што треба. Факт, тогаш имавме како првичен интерес проведување на фери демократски избори, тоа го сторивме. Но факт, не можевме да се посветиме на сите проекти, особено јас не можев на микрониво да се посветам на сите проекти, за да може на крајот да кажеме дека резултатот треба да украси делото. Сега, под завршување на техничката влада и по формирање на нормална влада, се посветив круцијално особено на овој проект. Зошто? Заради тоа што сметам дека оние бројки кои што ги имаме од типот на 146, 126, 138, ова се бројки на луѓе кои што изгубиле живот како последица на сообраќајна незгода. Ова не се туку така фрлени цифри. Мораме да ги намалиме. Ако сакаме да ги намалиме, значи не сакам овде народот да свати дека ние збориме за тоа дека државата ќе казнува, па ќе го полни буџетот и така натаму. Тоа не е целта. Целта на воведувањето на овој систем во делот на сообраќајна култура е да ги намалиме овие бројки. Еден човечки живот нема цена. Нема цена. На таа тема не верувам дека ќе се најде некој кој што ќе дебатира од другата страна во спротивна насока. Поради тоа, мораме да го имплементираме овој систем, но мораме да го имплементираме како што треба, да не испадне после пупу не важи, па ваму сме аутнале, па судот не можел да одговори на вкупната бројка на предмети, па УЈП не можело да ги наплати и така натаму и така натаму. Мораме на здрава основа да го поставиме целокупниот систем. А ако ме прашате мене временски, јас би бил најсреќен, ова многу пати сум го кажал, во месец јануар 2025 да отпочне со функција, но тоа е невозможно, имајќи ги предвид сите овие чекори што треба да се превземат. И повторно ќе кажам дека би бил среќен доколку во текот на 2025 година го пуштиме во финална употреба. Повторно ќе најавам, како што сум најавил многу пати, граѓаните ќе имаат временски период во кој што ќе бидат предупредувани од страна на ова софтверско решение, кое што нели ќе треба да ја процесуира целокупната постапка. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе имаме еден преоден период, секако, каде што граѓаните ќе можат да увидат од прилика на лична основа колку пати сториле одреден прекршок спротивен на закон во делот на управување на моторно возило и сите оние други сообраќајни правила кои што се пропишени. Значи ние нема преку ноќ да го воведеме, па ај сега да почнеме да ги казнуваме луѓето, туку ќе си има период на адаптација, ќе си има период каде што
ќе бидат запознаени граѓаните како функционира тој систем и така натаму ќе може на лична основа да го видат. Таква е замислата. Сакаме да бидеме темелни во рамки на спроведување на ово решение. И пак ќе повторам, се надевам дека во текот на 2025 година ќе имаме функционална примена, ама целосна. Значи да го затвориме целосно системот, не само камерата да изврши фотографија на одредено лице, туку на крајот да стигнеме со наплата на предметната казна и еднаш за секогаш да се знае дека нема повеќе ало началниче, ало министре, ало не знам службениче, ало овој, може ли да завршиме работа, може ли да не завршиме работа. Нема више завршување работа, надворот систем. И тоа треба да има јасно на сите. Ако сакаме да бидеме нормална држава, ако сакаме да ги уживаме европските вредности кои што овие не лажеа 7 години дека веќе ни биле втемелени во крвотокот, мораме она кое што ќе се договориме да го почитуваме сите. Од прв до последен. Само така може да имаме нормална држава. И ќе имаме. Ќе видат граѓаните дека она кое што го поддржале на изборите дава резултати. И ќе си ја дадат повторно поддршката која ќе дое време. Благодарам. Благодарам, министре, за овој одговор. Така информативен се, како што треба. Јас би поминала сега во одбрана. Тука ни е државниот секретар Елизавета Чуповска. Имам едно прашање околу безбедноста. Би можеле ли да ни кажете каква е состојбата со безбедноста во нашата држава, во регионот, па и пошироко, со оглед на актуелните состојби и случувања? Особено би сакала да знаеме, тука сите сигурни сме во тоа, од аспект на тоа како НАТО влијае врз нашата безбедност, но и од другата страна и врз економијата, развојот на економијата. Благодарам за прашањето. На почетокот сакам да истакнам што е круцијално во вашето прашање, тоа е каква е безбедносната состојба во нашата држава. Значи, можам да кажам дека она што беше потврдено и од највисокиот одлучувачки орган за безбедноста, тоа е Советот за безбедност, која што седница се одржа изминатиот период. Потврдено е дека безбедноста во нашата држава е стабилна и граѓаните се безбедни. Надлежните институции се во секојдневна комуникација и координација во делот на својата соработка, меѓутоа и размена на информации. Во делот на обезбедување на регионалната и пошироката безбедност, тука можам да потенцирам дека исто така сите надлежни институции во целокупниот безбедносен сектор, не само Министерството за одбрана, меѓутоа тука е вклучено и Министерството за внатрешни работи и другите надлежни институции од областа на разузнавањето, се во соодветна и одлична комуникација со нашите стратешки партнери, меѓутоа и со нашите НАТО сојузници. Гарантирањето на регионалната безбедност е обезбедено и преку нашето членство во најголемиот воен сојуз, а тоа е НАТО алијансата. Зошто ова го кажувам и зошто е битно? Првично би сакала да потенцирам дека придонесот на Македонија кој што го има во регионалната безбедност е соодветно валодизиран и потврден од сите НАТО сојузници и пошироко од НАТО алијансата, зошто бидејќи ние сме веќе повеќе годишен контрибутор во операцијата, односно во мисијата на Косово КВОР, кој што е значајна мисија за гарантирање на безбедноста на регионот околу нас, меѓутоа исто така значајно допринесуваме и во мисијата предводена од Европската унија која што е во Босна и Херцеговина. Тука би се надоврзала и со тековните безбедносни случувања, би сакала да потенцирам дека активно допринесуваме и во гарантирање на колективната безбедност, а тоа го докажуваме и со нашето значително учество во придонесот во мултинационалните сили, кои што се распоредени, нашите сили се распоредени во регионот на Летонија, Бугарија и Романија. Во Летонија учествуваме на ротација на 6 месеци со 8 лица, во Бугарија и во Романија учествуваме со по 35 лица на ротација од исто така од 6 месеци. Сега, каква ова наше учество и контрибуција во самата регионална, меѓутоа и поширока безбедност влијае на целокупниот општествено-економски развој, би сакала да потенцирам дека она што е исклучително значајно за секоја држава, а посебно за Република Македонија како мала и отворена економија,
Многу е битно за зајакнување на капацитетите на целокупните институции за понатамошен економски развој и да имаме гарантирани човекови права и слободи и демократија. Меѓутоа, еден од клучните услови кои што за секој инвеститор, дали станува збор за домашен или странски инвеститор, при донесување на неговата одлука за инвестиција е дали во државата се обезбедени услови безбедни во рамките на кои што се чувствуваат сите граѓани безбедни во државата, меѓутоа и сите институции се стабилни. Тоа е она во кое што ние го гарантираме и во кои што самите мерки на ниво на НАТО алијансата што се преземени во делот на воспоставување на билатерална соработка со најголем дел од членките со НАТО алијансата, имаме подпишано договори за билатерална соработка. Членови сме на многу регионални иницијативи, сето тоа воспоставува, односно еден вид на акцелератор за дополнителен придонес за економскиот развој. Зошто тоа го кажам? Самите инвестиции кои што ги правиме како институции во самата безбедност, не само Министерството за одбрана и другите институции, подразбира дека дополнително инвестираме и во целокупниот економски развој, што значи дека без добри безбедносни услови не можеме да гарантираме понатамошен економски развој. Тука би потенцирала една значајна регионална иницијатива која што се вклучи Република Македонија, тоа е иницијативата во делот на зајакнување на соработката во рамките на коридорот 8, каде што беше подпишано писмото за намери на последниот самит во НАТО во месец јули во Вашингтон и дополнително на состанокот на министрите за одбрана сега што се одржа минатиот месец во Брисел се приклучи уште една држава, имено станува збор за воспоставување на соработка во делот на воената мобилност помеѓу Италија, Албанија, Македонија, Бугарија и се приклучи и Романија. Ова е многу значајно, не само во делот на зајакнување на капацитетите за воспоставување на воена мобилност, меѓутоа со ова ни се отвараат хоризонтите и во делот на дополнителна соработка што имаме меѓу државите и пристап до голем дел од европските фондови кои што се поврзани со инфраструктурни проекти на овој коридор 8. Постојат повеќе вакви регионални иницијативи, во натамошниот период работиме и на склучување и ќе биде соодветно информирана јавноста за понатамошните иницијативи во кои што се вклучиме. Како еден заклучок би сакала да кажам дека граѓаните се чувствуваат безбедни, имаме солидна комуникација помеѓу сите вклучени надлежни институции и сите инвестиции кои што Министерството ги прави и во иднина планира да ги прави во областа на одбраната, кои што се значително битни земејќи го предвид изменетото безбедносно окружување последниве години, значат дополнителен придонос и во самиот економски развој, бидејќи гарантираме безбедни услови за можност за дополнителни инвестиции, меѓутоа и поттикнување на самото предприемништво и дополнителен економски развој во самата држава. Благодарам многу. Ќе ме дозволите малку да се вклучам со уште едно дополнително прашање кое што се однесува на актуелните предизвици со кои што се соочува самото министерство. Зборувавме за безбедноста во поширока смисла, но од она што беше актуелно во јавноста беа финансиските проблеми кои што настанаа поради огромниот број на тужби со кои што се соочи министерството. Тоа е од една страна, од друга страна граѓаните очекуваат можеби одговори за модернизацијата на самата армија и колку финансиски средства се потребни за истата, па да не оставиме простор да имаме како влада неодговорени прашања дури и за предизвиците со кои што се соочуваме. Благодарам. Што се однесува на првото ваше прашање во делот на финансиските предизвици со кои што се соочуваме, како раководство начело со министерот Мисајловски, уште првите денови кога го преземавме раководењето на самото министерство, се соочувме ситуација каде што од надлежните сектори ни беше кажано дека најверојатно, односно соодветно со последните анализи со тековно донесениот буџет, ќе немаме, замислете, можеби и средства за исплата на последните 2 плати во министерството. Дополнително бевме предупредени дека во изминатите 6 месеци, меѓутоа и подолг временски период, година и пол, значително не се исплаќале правата по колективен договор на припадниците на армијата, што мултиплицирало значителен број на тужени побарувања, кои што најголем дел завршиле на извршител. И по самите анализи кои што како министерство успеавме да ги направиме за отприлика период од 4 години,
и последните финансиски анализи од тековниот месец, можам да кажам дека таа сума веќе го надминува износот од 17 милиони евра, кои што Министерството ги платило по однос на тужени побарувања поради неостварување на правото од работен однос на припадниците на армијата, но меѓутоа и на вработените во Министерството за одбрана. Ова беше една голема предизвикувачка состојба со соодветна анализа на состојбата. Обезбедивме соодветни финансиски средства преку ребалансот кој што го донесе собранието во текот на месец јули, со соодветна реалокација на средства, нормално со поддршка на владата. Обезбедивме и заклучно со крајот на оваа година ќе се исплатат сите заостанати обврски кои што се однесуваат на правата од работен однос на припадниците не само на армијата и на Министерството за одбрана. Една од клучните приоритети на кои што работиме е тоа нашите припадници на армијата, кои што ја гарантираат безбедноста на нашата држава, да бидат мотивирани работници. Меѓутоа, истото тоа ќе допринесе и во зголемувањето на нивната ефикасност и ефективност при работа, меѓутоа нема да дозволиме во иднина да не се почитуваат работните права. Моментално, како што најави министерот Мисајловски, најголем дел од овие заостанати обврски веќе се во тек на исплата и обезбедени се гарантирани средства во буџетот за оваа година, меѓутоа и со планирањето и предлогот на буџет што помена на влада за 2025 година се обезбедени финансиски средства со кои што ги гарантираме правото од работен однос на сите припадници. Нешто што е исклучително значајно и што треба да го потенцираме, еден од клучните приоритети е и зајакнување и на процесот на модернизација на армијата. Во овие 4 месеци исклучително се посветивме на зајакнување на соработката со нашите стратешки партнери и со голем број на НАТО сојузници со кои што имаме склучено договори за модернизација на ниво на влада со влада. Договорите, морам да потенцирам дека одреден дел од овие договори, посебно последните 6 месеци, нивната имплементација била, да кажам, тргната на страна, односно не постоел интерес од претходното раководство за преземање на соодветни мерки за забрзана имплементација, што би значило дека ние би имале поголема реализација на капиталните расходи. Меѓутоа, во овие 4 месеци, онам што можам да го кажам и што беше и запознаена јавноста од страна на министерот Мисајловски, е дека успеавме да го заокружиме процесот и да го реализираме договорот за ремонт на 2 транспортни хеликоптери, и хеликоптерите веќе се целосно оперативни во употреба и се пристигнати во Македонија. Имено согласно договорот кој што бил склучен во претходниот период, ние би имале транспортни дополнителни 2 хеликоптери и би требало да бидат пристигнати во Македонија и во текот на месец мај оваа година, што би значило дека летниот период со кој што се соочивме со голем број на пожари, наместо 2 активни и целосно оперативни хеликоптери, доколку овој договор претходно се реализирал, би имале 4. Меѓутоа, со крајни напори од наша страна стапивме во преговори, бидејќи станува збор за договор влада со влада, преку амбасадата на Република Чешка, стапивме во контакт со компанијата, тоа е Техничкиот ремонтен завод во Прага. Извршивме преговори и успеавме да го заокружиме процесот и да ги донесеме 2 хеликоптери без дополнителни финансиски средства. Тоа би значило дека сега армијата на Република Македонија располага со 4 целосно оперативни транспортни хеликоптери. Дополнително ја зајакнавме соработката со нашиот најзначаен стратешки партнер, Соединетите Американски држави. Веќе имавме неколку настани на кои што заедно министерот со началникот на генерал штабот и амбасадорката господјата Агелер презентираа дека опремата што ја очекуваме највеќе во текот на наредната година, ги обезбедуваме веќе сите потребни услови кои што треба да ги имаме како армија, како министерство за прием. Станува збор за значителен голем број на опрема. Веќе јавноста е запознаена дека имаме 2 активни договори, а тоа е за набавка на лесни оклопни возила од типот GLTV и страјкери.
дел од GLTV-те веќе се стасани во нашата држава, 38 на број, очекуваме значи да стасаат дополнителните до 96 во текот на наредната година, што би значило дека наредната година морам да потенцирам дека имаме обезбедено средства во буџетот за исплата и на соодветните обврски по договор, меѓутоа и за исплата на данок и на царина, бидејќи самото пристигнување имате обврска и тоа да го платите, и дополнително очекуваме целосна испорака на помасивните, односно по-големите оклопни возила, тоа се страјкери. Минатата недела имавме посета од специјален тим од Соединетите Американски држави со кои што се потврдија дека ги исполнуваме сите услови и капацитети за прием на овие возила. Активно очекуваме наредната година и да со соработка ќе стапиме и со Република Франција, со кој што имаме склучено на ниво на влада со влада за системи за противвоздушна одбрана. Таа опрема би требало да, според планот, очекуваме да стаса исто така наредната година, како и опремата што имаме склучено со Република Турција. Вкупно, бидејќи станува збор за дел од овие станува збор за класифицирани информации, вкупно негдека оваа година би сакале, односно земејќи предвид дека исплатите, овие станува збор за повеќе годишни договори, секоја исплата е поврзана со гарантирање, односно испорачување на дел од опремата во смисла дека треба одреден дел да биде вграден во опремата и наш инспекцијски тим оди на лице место во фабриката, го потврдува истото тоа, што значи зависност како ќе оди и имплементацијата на договорот од другата страна, ние очекуваме оваа година негдека да го задржиме процентот од 30% за вложување во модернизација, односно очекуваме нивото на капиталните расходи по однос на модернизација да ни биде отприлика од 4,2 до 4,5 милиарди денари да се издвојат за овој значи дел, што значи дека и како го задоволуваме НАТО стандардот за издвојување во инвестиции од повеќе од 20%. И на крај само сакам да додадам дека еден од клучните приоритети на кои што работи владата е тоа обезбедување на стабилно финансирање во одбраната и ние сме НАТО членка рамноправна со голем дел од НАТО членките, кои што допринесуваме со стабилно финансирање, каде што и оваа година, меѓутоа и наредната година, во самиот предлог на буџет обезбедуваме средства со кои што ќе го достигнеме, односно сме над процентот 2% од GDP кои што треба да го задржиме за вложување во одбраната, што значи дека и дополнително ова влијае и на продуцирање на дополнителен економски развој и безбедни и стабилни услови за нашите граѓани. Многу навистина интересно се слушна колкава инвестицијата во делот на одбраната и што се успеало да се направи изминативе 4 месеци, иако делува многу, сепак мора да потенцираме дека како влада за 4 месеци успеваме да одиме чекор нанапред. Ќе продолжиме со министерот за правда, особено во делот на извештајот на Европската комисија, кој секоја година некако ја бранува јавноста, по недела дена станува тема, зборуваме за критиките кои што ги има во истиот, а најголем дел од нив се однесуваат во однос на независноста и постапувањето на правосудниот систем во целина. Кои се политиките и мерките кои што како министерство ќе ги превземете се со цел да се надминат овие состојби? Повелете. Ви благодарам. Извештајот дава реален приказ за достигнувањата и за состојбите, но истиот представува силен поттик за потребните реформи. Да бидам искрени, нас не ни треба никаков извештај за да ни кажа какви се состојбите, ниту го чекавме истиот, за да пристапиме кон реформските чекори кои што им ги ветевме на граѓаните и за кои што ја добивме довербата. Ние како Министерство за правда, уште од прв ден пристапивме кон реформскиот процес и кон донесување одлуки и измени како сето ова да го придвижиме во вистински правец. Знаете дека ние немавме 100 дена за да анализираме, иако изминатите 4 месеци беа тешки, исто како и за колегите, така и за нас, за да го најдеме вистинскиот пат и да ги поставиме приоритетите со кои што ќе работиме во периодот што е пред нас. Една од одлуките за кои што сигурно се сеќавате од моето стапување на функција беше онаа непопуларна одлука за поскапувањето 10 пати на нотарската тарифа. Тоа им го должевме на граѓаните и таа одлука веднаш ја сменивме. Исто така, во делот на реформи започнавме постепено да ги анализираме состојбите за да видиме како да дојдеме до целосно реформиран независен правосуден систем поставен на здрави темели.
одржавме јавни дебати за Законот за кривична постапка и секако се нафативме на завршување на повеќе деценискиот процес за Законот за кодификација на граѓанското законодавство. Што значи дека во периодот што е пред нас, да не кажам буквално од утре, ќе следат низа дебати и тоа ќе можете да го следите и вие и јавноста. Буквално од утре веќе почнуваме со стручните дебати за нацрт измените и дополнувањата на Законот за судскиот совет, подготвен од страна на работната група, реформирана од страна на Министерството за правда. Ова ќе биде еден од неколкуте настани кои што ќе следат периодов. Планирано е некаде до крајот на декември месец да го завршиме процесот, што значи дека ќе имаме една дебата неделно. Очекувањата се големи, заклучоците и препораките од тркалезната маса ќе бидат основа за понатамошно подобрување на текстот на измените и дополнувањата на Законот за судскиот совет. Знаете дека овие дискусии нема да бидат површни, тие ќе бидат сеопфатни и многу темелни. Се надеваме дека ќе земат учество сите. Она што е најбитно за нас во периодот се реформите во правосудството и тие секако ќе се одвиваат во согласност со развојната секторска стратегија за правосудство за период 2024-2028 година. Она што би сакал е исто ни е високо на приоритет. Ќе ни биде да се реконструира Советот за следење на имплементација на развојната секторска стратегија за правосудство. Овие реформи нема да бидат лесни, а едно од најголемите предизвици секако е и најзначајна реформа се измените во Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, што од нас ќе зависи напредокот на патот кон Европската Унија. Тоа како за почеток. Министре, јас имам едно прашање за Комората на вештаците. Комората, како да стане комората функционална? Има забелешки дека истата не е функционална, не ги исполнува своите обврски и така натака. Што треба да се направи комората да стане функционална? Тоа е одлично прашање, само што комората веќе е формирана и тоа после 8 години. Не знам која е причината. Тоа прашање ќе треба да го поставиме и на друга адреса во периодот што следи. Зашто и како некој намерно се потрудил комората да не функционира. Но за среќа од 25.10. оваа година е направен упис на комората во Централниот регистар и таа е функционална. Ова е голем исчекор за комората, која што предолго беше во мирување и беше лишена, односно го лиши правниот систем од експертиза. Повторно ќе нагласам, дали е тоа случајно или намерно, ќе треба да утврдиме. Но она што е битно е дека сега таа е функционална и е ставена во функција. Една од новините на Законот за вештачење е формирање на професионалните одделенија на комората. Има 16 професионални одделенија, назначени се нивни раководители и заменици. Така да на седницата на Основачкото собрание беа избрани органите на комората и донесени се основачките акти на истата. Ова представува клучен чекор во подобрување на правниот систем и создавање на силен механизам за контрола и поддршка на вештаците во Македонија. Истата комора ќе биде одговорна за лиценцирањето, едукација и вршење надзор на вештаците и нивната работа. Толку. Благодарам, министре. Благодарам до сите.
Јас и Марија секогаш на крај се заблагодаруваме до прекрасните кабинети што ги имаат министрите, зашто токму тие се и дел од помошта што ни доаѓа при припремите што ги правиме за одржување на овие платформи. Овие платформи се 100% доказ дека сме отворена влада, дека целиме да останеме отворена влада, зашто цело време тука ги имаме и медиумите. Затоа сега им оставаме простор за прашања. Повелете. Повелете. Да, јас имам прашање и за министерот за правда и за министерот за внатрешни, но ќе почнам со министерот Тошковски, со оглед на тоа што според информациите утрина, односно пред околу 1 час, во Керамидница мета на експлозивна направа бил Раде, познат Трајковски, познат како Штекли. Може конкретно да ни кажете какви информации има полицијата засега за овој случај и што се презема не само за ова, бидејќи претходно имаше повеќе обиди, но и за истрагите околу пресметките со мафиите? Македонската јавност е сведок дека во изминатите неколку години, па и повеќе, како да институционално беа јачани одредени криминални групи, како во Скопје, така и во другите градови во Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека им било пригледувано низ прсти, тоа значи дека им било овозможувано да си го работат тоа што недобро знаат да го работат, тоа е да работа спротивно на закон. И мислам дека во изминатиот период имавме една интересна постапка, односно Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција отвори токму една таква поврзана постапка со злоупотреба во рамки на институциите како што е Министерството за внатрешни работи, односно полициски службеници во комбинација со одредени бандити си ги подпомагале, оддавале информации, злоупотребувале и сето она кое што не требало да го прават, го правеле, а тоа било во интерес само на криминалците и на никој друг. Ова сето беше овозможено преку една Sky апликација која што добро е позната на јавноста и која што ја користеле луѓе кои што не им мислеле добро на општеството генерално. Не само ова, ќе следат и други постапки во иднина. Мислам дека во изминатиот период покажавме дека јасно и одлучно ќе се бориме против криминалот и против организираниот криминал. А во врска со конкретниот кривично правен настан сум запознаен од утринава. Добро е што немаме животно загрозувачка состојба на никого во овој момент. Лошо е што криминалните банди си хараат и денес, но соодветно, одлучно и сурово како институција ќе одговориме на сите овие кои што го реметат мирот на македонските граѓани. И факт е дека во изминатиот период, ако претходно одредени сторители на кривични дела од потежок вид, како што убиства, да речеме, до ден денеска не се најдени, па во 2024 година требаше да поднесеме и да констатираме конкретен сторител на кривично дело убиство од 2013 година. Тоа вчера беше сторено, денеска ќе следат останатите чекори во рамки на кривичната постапка, за кој што ќе биде соодветно информирана јавноста. Покажавме дека можеме да откриеме сторители на убиство кое што беше сторено пред трговски центар Мавровка дури за час, час и половина до 2. Тоа е разликата. Убиства имало и ќе има, бомби фрлање имало и ќе има. Прашањето е како државата и институциите соодветно ќе одговорат на оваквите бандити и криминалци. Мислам дека покажавме за овој краток временски период дека имаме капацитет да одговориме, а со јакнење и на човечките и на техничките капацитети во иднина, како што е Safe City и така натаму, уште повеќе ќе бидеме спремни соодветно да одговориме и максимално ефикасно и брзо да се справуваме со ваков тип на бандити. Кажав еднаш во јавноста дека отвараме војна против ваквите криминалци кои што се насочени кон уривање на безбедносниот систем во државата. Ке може ли конкретно околу денешниот случај, дали веќе имате сознание кој стои од другата страна, бидејќи рековте дека не е во животно загрозувачка состојба, дали сте разговарале полиција? Во 9:20 часот, како што сте сведоци, пресконференцијава почна во 10 часот
Информациите кои што ги добив до 10 часот се дека лицето не е во животно загрозувачка состојба и дека се постапува од страна на службите во рамки на Министерството за внатрешни работи. Тоа е тоа што можам да го изнесам во рамки на јавноста во овој момент. Да се надоврзам само за овој случај. Како и предходните обиди за ликвидација на истото ова лице кое што велите дека за среќа не е во живота загрозувачка состојба, велите дека ќе се борите со оние криминалци кои што слободно шетаат, не може ли МВР да им влезе во трак на напаѓачите со оглед на тоа дека и овој напад беше најавен на TikTok, керамидница Скопје, Car 6 Gate стиже катаклизма Љубите брат. На ова видео, кое што е со анимација од експлозија, е тагнат токму Раде Штекли, и не е прв пат да му се најавува вакво нешто преку социјалните мрежи. Не може ли МВР да влезе во трак и ќе се надоврзам на прашањето, до сега не знаете кои се тие лица кои што не може да бидат фатени, бидејќи очигледно слободно шетаат и во центарот на градот, кај што живеат многу луѓе, може да постават слободна бомба. Ви благодарам на прашањето. Вашето прашање е многу разумно од аспект на новинар, кој што би требало да го поставите до Министерство внатрешни, и многу ми е жал што министерот за внатрешни, доколку треба да е искрен, а овој е искрен за разлика од тие претходно кои што биле, не може да ви одговори во насока на тоа дека Министерството за внатрешни работи може чудо да направи, но може професионално и посветено да работи и честно. Тоа може да го направи. И во рамки на сето она кое што е надлежност на Министерството, согласно капацитетите кои што ги имаме, ќе постапиме. Тоа ви уверувам. Нема повеќе да се мижи како што се мижило претходно. Ви благодарам на прашањето. Ако може сега за министерот за правда прашањето, најавивте дека од утре почнува расправата, јавната расправа за законот за судски совет. Може ли да ни кажете што ќе имаат експертите на маса? Има ли некои нови насоки од оние претходно што се работеа во законот за судски совет, или пак останува истиот предлог, истиот нацрт на кој што ќе дебатираат во наредниот период? Ви благодарам. А јас ќе ве повикам утре на настанот да го пратите лично, за да видите кои ќе бидат новитетите, кои ќе бидат измените и предлозите. Но идејата не е тие да доаѓаат од наша страна, идејата е да ја слушнеме целокупната експертска јавност, за на крај да можеме да ги донесеме најдобрите заклучоци. Така да ќе ве повикам да ги пратите сите 4 предвидени јавни дебати. Ви благодарам. Прашање за министерот за внатрешни работи. Премиерот пак најави дестабилизација од страна на некои партии. Дали имате информации во Министерството за внатрешни работи за што се работи и за што се зборува? Фала. Министерството за внатрешни работи будно ја следи безбедносната состојба во Македонија и спремни сме да одговориме на сите предизвици кои што ви биле пред нас во еднина. Благодарам на прашањето. До државниот секретар од одбрана, веќе ги споменавте хеликоптерите, има и јавна набавка која е меѓу двете влади со Италија. Докаде е тој договор? Министерот во еден наврат рече дека бара и антикорупцијската постапе по истиот, бидејќи не е соодветно склучен. Што се случи со него? Дали успеавте да издоговорите некоја подобра ситуација за Македонија и кога да ги очекуваме тие хеликоптери? Благодарам. Благодарам. Точно, значи, владата на Република, односно Министерството за одбрана има склучено договор со италијанската компанија Леонардо за набавка на 8 хеликоптери. Она што го затековме како состојба е дека овој договор е склучен на почетокот на оваа година и дел од финансиските средства во форма на аванс се исплатени непосредно пред значи завршување на мандатот на оваа влада. Она што го затековме е дека веќе кога дојдовме како ново раководство, веќе беше отворен предмет од страна на антикорупцијската комисија, од страна на надлежните сектори во министерството е доставена соодветна документација. Меѓутоа, не добивме никаква повратна информација. Она што беше споделено со јавност и од страна на министерот е дека ние веќе пред
2 недели и повторно доставивме ургенција за постапување до антикорупцијската комисија по однос на овој предмет. Зошто тоа го направивме, бидејќи станува збор за активен договор, тековен договор, согласно кој што од наредната година почнуваат да течат обврските кои што и нашата страна треба да ги испорача спрема тој договор. Моментално, она што е од обврска како наша страна е во тек се, значи, преземаме активности за формирање на комисија за следење за реализација на овој договор. Таа комисија ќе биде составена од припадници од армијата и од Министерството и согласно како ќе одлучат надлежните институции, така ќе постапиме. Меѓутоа станува збор за владин договор во рамките на кој што е утврдена опрема која што е значајна и приоритетна за нашата армија, меѓутоа и за безбедноста на самата држава, така да согласно одлуките од надлежните органи така ќе постапиме, меѓутоа ги реализираме самите обврски од тековниот активен договор, бидејќи и така е согласно законските прописи, бидејќи како министерство мора да ги преземаме сите активности за сите активни договори кои што ги имаме. Благодарам. Доколку Јас имам уште едно прашање за министрот за внатрешни. Докаде е истрагата поврзана со обидот за подкуп на премиерот, бидејќи во обвинителството не било пријавено во МВР, вие рековте дека постапувате, докаде, дали нешто веќе имате сознанија, индици? Благодарам на прашањето. Во овој момент не би можел да додадам фазло на кое што досега е изнесено во рамки на јавност. Благодарам. Доколку нема повеќе прашања од новинарите и медиумите, ајде. Министре, знам дека тук сте одговориле малку претходно на прашањето, меѓутоа, дали можете подетално да ни кажете дали други луѓе се повредени во смисла на информацијата што ја добивме дека биле испукани 2 помпи? Ви благодарам на прашањето. Она кое што го добив како информација, пак ќе повторам, настанот е случај во 9:20. Јас овде дојдов 10 до 10. Почнавме со ова дебата, да речеме, во 10 часот. Значи, отприлика за тие 15 минути, што добив информација е дека да, кривично правниот настан е случен, да, има едно повредено лице, но истото не е во животна загрозувачка состојба. Во моментот кога ја добив информацијата, а тоа е непосредно пред да дојдам овде. Повеќе од тоа, во овој момент немам што да кажам. Во текот на денот јавноста ќе биде запознаена со целокупното постапување од страна на Министерството за внатрешни работи и што се е случено со овој настан од информациите кои што ќе ги добивам. Благодарам. Ако веќе нема прашања од новинарите и медиумите, дозволете ми да се заблагодарам на министрите и на државниот секретар од одбрана за дебатата која што имавме во делот на справувањето со криминалот и корупцијата, за унапредување на безбедноста на државата и за подобрување на правдата која што граѓаните ја очекуваат. Јас и Венера продолжуваме веќе следната недела со уште една платформа 100% посветена за тебе. Ви благодариме на вниманието.